Максим Димитриевски, независниот кандидат за градоначалник на општина Куманово од граѓанската иницијатива За наше Куманово, според Државната изборна комисија освои најголем број гласови на локалните избори. ДИК официјално објави дека Димитриевски освои 32,79% од гласовите или вкупно 15.164 гласови. Димитриевски синоќа заедно со приврзаниците од градскиот плоштад најави дека влегува во вториот круг од локалните избори. Тој кажа дека води пред останатите кандидати според обработените податоци. Ние ја добивме најголемата поддршка од граѓаните на Куманово без разлика на нивната партиска припадност. Нашиот концепт е од граѓаните за граѓаните и нашата цел е да ја добиеме поддршката целосна, да бидеме представници легитимни на сите граѓани на нашиот град. Секоја политичка поддршка е добре дојдена секако, а од тука на натаму сепак граѓаните се тие кои што одлучуваат. Граѓанскиот концепт За наше Куманово ќе победи убедливо за Куманово и кумановци и ќе ставиме крај на многу лоши навики во овој град и во нашето општество. Македонија има право и мора да се менува. Куманово го следи трендот и секогаш бил предвесник на големи промени. Со минимална разлика, веднаш по Димитриевски, според ДИК е кандидатот на СДСМ и коалицијата Оливер Илиевски, кој има 32,74% од гласовите или освоил вкупно 15.142 гласа. Илиевски синоќа рече дека оди во втор круг со Димитриевски со изедначен резултат. Имаме изедначен број на гласови, со тоа што 97,8% се обработени од број на гласовите, се менуваат бројките 30-40 гласа за едниот и за другиот, така да во втор круг одиме со изедначен резултат, но сепак ние сме СДСМ кој има коалицион капацитет, така да во вториот круг ќе бидат многу појасни резултатите и сигурно дека ќе победиме. Па не е многу изненадувачки, затоа што дел од гласовите од ВМРО отидоа кај Максим Димитриевски, така да мислиме дека тој на толку број на гласови ќе остане и во вториот круг. Кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата Тони Михајловски освоил 18,56% од гласовите или 8.582 гласа. Беким Салију, кандидатот на Алијанса за албанците и алтернатива, има 9,20% или 4.257 гласови, додека Теодора Димитровска како кандидат на коалицијата ЛДП и ДОМ има освоено 1028 гласови или 2,22%. Според гласовите во Куманово ќе се одржи втор круг од изборите на 31 октомври, кога граѓаните ќе треба да одлучат кој од двајцата кандидати, Димитриевски или Илиевски, ќе ја добијат нивната поддршка. Што се однесува до кандидатите за советници, листата на коалицијата на СДСМ, предводена од Татина Мургашанска, освои најголем број на гласови на локалните избори. СДСМ има освоено над 1000 гласови повеќе од кандидатската листа на советници на граѓанската иницијатива За наше Куманово, предводена од Ивана Ѓоргиевска, односно СДСМ освои 11.727 гласови или 25,36%, додека листата предводена од Ѓоргиевска доби 10.267 гласови или 22,20%. Листата на кандидати за советници на коалицијата на ВМРО ДПМН, предводена од Елена Доцевска Божиновска, има освоено 8.807 гласови или 19,04%. Следува ДУИ, чија кандидатска листа, предводена од Арта Мехмете Адеми, има освоено 5060 гласови, односно 10,94% од гласовите.